Оска Home е продавница за уникатен, рачно изработен мебел и производи за домот. Мебелот е изработен од природно дрво и вклучува маси, подвижни паравани, подвижни полици и многу друго. Поддржувач на овој подкаст е салонот за мебел Форма Нова. Тие во својата понуда на производи имаат голем избор на софи, а во средината на оваа епизода ќе ја видите нашата омилена софа. Здраво на сите! Ова е првата епизода на подкастот за град, архитектура и дизајн од Мелеем Скопје. Во овој подкаст ќе гостуваат архитекти, урбанисти, дизајнери и останати граѓани на градот Скопје и пошироко, кои што се занимаваат со активности кои што ни инспирираат сите и носат некоја иновација, се трудат да си ги изреализираат своите соништа и да отворат простор за други луѓе да ги реализираат соништата со нив. Во првата епизода чест ми е што гостини се Марија Димитриевска-Цилакова, архитект, основач на студио Архитектура Нова, и архитект Миодраг Радоњик Пато, кој што потекнува од повозрасната генерација и кој што со нас ќе го сподели искуството за функционирањето на градот Скопје, архитектурата, урбанизмот во последните 30-40 години и идејата да ги спојаме овие две генерации беше да видиме нели каде бевме, каде сме и каде би сакале да одиме во иднината, затоа што еве јас и Марија како жени одлучуваме да живееме тука и би сакале нели да ги видиме нашите градови во убаво светло, во поубаво светло. Добре дојдовте. Добре најдовме. Еве може не знам Марија да раскажеш нешто за твоето студио, како започна, што работите, кој се е дел од тоа студио? Архитектура Нова е проект, платформа, фирма која што ја основав формално во 2019 година. Значи веќе скоро има 5 години. И идејата беше секако да може да ставаме формална рамка на проектите кои што веќе требаше да заземат некоја друга фаза на реализација. Основањето на бирото некако беше логична последица на се она што се случуваше претходно. На мојата, на фамилиарното занимавање со градежништво и со архитектура. Значи практично архитектурата е нешто што ме прати целиот мој живот и од мала сум имала прилика да посетувам градилишта, да на некој начин. Твоите се? Да, моите се занимаваат со градежништво. И за време на моите студии можев од блиску да го следам и градежништвото како гранка. При тоа да сватам како сакам да функционира нешто што е моje, како би сакала јас да делувам. Некако се одлучив на тој чекор да создадам своја платформа и да може да преку неа делувам како со реални проекти, за да можеме финансиски да обстојуваме како биро. Така и преку работа на разни конкурси, разни други задолженија, проекти кои што ние сами си ги задаваме, истражувачка дејност, дизајн, визуелен и така натаму. Моментално бирото има 4 архитектки, кои што жени, да. Преку кои што ги реализираме проектите, работиме. Јас се сеќавам на тебе затоа што ние сме некоја блиска генерација, дека ти беше одлична студентка. Мислам за време на студиите некако имало секогаш неколку студенти кои што се издвојувале од другите и сега еве од дистанца на можеби помалку од 10 години, од не знам пред колку години ти заврши, јас пред 7. Пред повеќе. Добро. Можам да видам, значи баш го знам твојот тек, дека си била исклучителен студент и дека не си се откажала тој пат и сега си исклучителен архитект во смисол без разлика колку сите се жалат, нели се тешки условите во кои што ние треба да твориме, сепак ти успеваш
да најдеш клиенти или пак да ги убедиш клиентите во чистината и белината на идеите кои што ги имаш, затоа што сите проекти баш што ги гледав последните се доста бели и чисти, и тоа е нешто што баш е предизвик да се продаде на македонски клиент. Кој е тој внатрешен диалог кој што го правиш ти со сама себе и борбата да ја презентираш твојата идеја и да ја однесеш до крај, да се реализира? Па би рекла дека можеби до некаде и имам среќа со клиентите, меѓутоа и навистина се трудам да при разработката на проектите да направиме повеќе варијанти, а сите тие варијанти некако да ја содржат главната нишка која што сакаме да се провлече до крајот на проектот. Што се однесува до чистината, секогаш се трудам да почнеме со помалку и воопшто како тенденција мислам дека и во нашите градови има тренд на исполнување на просторот. Значи ако имаме даден чист простор, ние сакаме да го наполниме со урбана опрема, со архитектура, со ствари, со клатер, кој што не знам, за мене креативниот процес секогаш почнува од чистење, дури со символичното чистење за да започнеш да го ставиш објектот на него, го чувствувам како еден гест кој што ќе остане траен и многу често, скоро секогаш сакам да е ненаметлив, односно суптилно да биде вткаен во просторот, во времето, да не доминира со својата појавност, туку да представува фина позадина за секојдневието на тој што го користи и тој што го гледа. Прекрасно. Па потоа луѓето ќе го наполнат просторот, нели, со многу често во тие рендери се забораваат луѓето со нивните облеки, со нивната енергија, затоа што и енергијата на човекот го менува некако просторот, станува поинаков. Добро, сега ајде да видиме за студиото Ајвар, чисто вака како паралела, која беше позадината, како се основа, кои типови на проекти ги работеше на почетокот, во текот на годините, дали климата на, не знам, на општеството ги промени проектите? Па, ателие Ајвар е долга приказна. Значи, тоа е една тимска работа која трае повеќе од 45 години. Ние започнавме да работиме, да не кажам не да работиме, тоа е да се дружиме и да работиме програми уште од студентските денови. И тука води пореклото и коренот на Ајвар. Ќе го кажам и тоа. Така да после тоа дружење студентско ние прераснавме во конкурсна група Ајвар. Првиот конкурс кој беше? При крај по завршувањето на студиите. Тука ни се придружи или ние некако се здруживме заедно со тогаш асистент Мартин Гулевски, денеска професор. И почнавме да работиме конкурси. Имаме изработено помеѓу 20 и 25 конкурси. Не можам да кажам тачно, затоа што во некои конкурси некои од членовите учествувале, во некои не. Меѓутоа, во главном, скоро сите, 4 проектанти учествувале, значи, еве, Мартин да го спомнам као најстар, Кокан Смилевски, јас, Бато Раденич и Ранчо Христов. Имаме прв конкурс што сме го работеле, тој беше интересен конкурс. Тој беше Национална библиотека на град Белград. Тоа е еден стар објект кој требаше да се дооформи и да се дополни со содржини. Ние конкуриравме тамо, тогаш не добивме ништо, меѓутоа малце бевме занесени, се уште бевме студенти на крај, малце бевме занесени со некои футуристички идеи. Така да тој беше интересен конкурс, меѓутоа најверојатно не одговарал у самиот амбиент тамо. Без разлика на тоа, имаме многу конкурси направено, од меѓу најзначајните конкурси што сме ги работеле, да не ги бројам сите, се Пливачкиот центар во Загреб, огромен комплекс, кај што учествува преку 50-60 највидни архитекти и тимови од цела Југославија.
Ние тој го работевме во соработка со професор Муличковски и тој оствои откуп, што во тие размери тоа беше изузетно, затоа што тогаш стварно имаше конкурси, реално распишани, со многу добри програми. Значи, проектната програма е основа за еден добар проект. И зашто викам тоа е успех? Заради тоа што тука се објавува многу општо југословенски архитектонско-урбанистички конкурси на кои учествува од сите републики, да кажам, најмалце по 5-10 тима. Тој Народна библиотека во Загреб, кај што исто освоивме откуп. Тука морам да кажам една интересна дигресија малце на тоа. Председател на тоа жирито беше познат во тоа време академик Мохоровичич. И ние млади дечки, колку имавме тоа, по 27-8 години можда, стоиме пред нашиот труд, го гледаме и ги изгледавме другите и он дојде и застана за нас. И вика, дали е ова ваш труд? Да, викам, ова е нашиот конкурсни труд. Штета што не сте од Загреб, вика. Демек, поголеми биле шансите? Или? Па знаеш како, сепак тоа е еден капитален објект. Прва награда добија тимот на тој познат, после тоа и многу се афирмира тој Крзнарич, архитект. Тука учествува, што да кажам, неколку екипи од Словенија, Мушич, не знам, да не ги набројувам сега сите, ама тие беа врвни во тој период. Браќа Роган од Белград и така натака. И затоа, викам, кога ќе ги компарираме тие работи, тоа беше голем успех, затоа што тоа се работеше за 100.000 квадрата површина. Тогаш работевте на рака. И се работа, Значи... мислам дека некоја аксонометрија професорот Мугулевски има презентирано, дали за во Белград тој проект на факултет некои аксонометри од ентериерот. Сеќавам многу добро, детално. Сега нели рендери се прават? Да. И сега како Све се работеше ручно. Да. Све се работеше ручно. Често пати со нас работеше Цобе, Слободан Живковски, кој е уметник, изузетен црташ е, изузетен осет за простор има, кој не толку соработувал со нас на проектирање, функционално, обликовно и така натака, меѓутоа у делот на презентацијата соработувал. Има изузетно добри перспективи, амбиенти, внатрешни, надворешни, кои ние сме ги имале во нашите конкурси. А ручното цртање, тоа било тоа. Знаете како? Сме се труделе да имаме што подобри пера, Ротинг или Штедлер, за да може да биде тоа како што треба. Иначе немало ова што сега го има, тоест што почна да го има пред повеќе години, овакво е фантастично олеснување за секој проектант. Затоа што тогаш, ако направиш грешка, или треба да го радираш, тоа е со жилет стругање, или треба да го нацрташ повторно. А овде треба само да направиш неколку операции и да направиш нова комбинација, што е стварно во однос на времето изгубено, е многу големо олеснување. Да, а ги чувате ли некои од тие цртежи? Мислам, дали размислувате да направите изложба за историската работа на вашето студио? Па ние ги чуваме сите, ние имаме архива, се чуваме. Тоа е нешто прекрасно да се види. Ние 2003 година, рачунајќи е нашата прва изложба 1986 со една година, две за доснување, направивме ретроспективна изложба 25 години архитектура.
И таа изложба се одржа горе во Музеот на современа уметност. И јас сега нескромно малце вака ќе кажам, ниедна изложба, без разлика од кој жанр да е, не била толку многу посетена. Затоа реков јас како рок Да. бенд. Да. Значи има некоја атракција. Да. Така да го имам тоа, имаме материјали и може да се случи Треба да се евентуално да направиме сега и 50 години. случи. Прекрасно, да. Марија, ти што мислиш за рендерите? Јас сега на пример гледам кога се продаваат станови во каталози или на интернет, на Инстаграм, што се презентира? Се презентира рендер како ќе изгледа фасадата и тоа во многу затворено некоја околина, без некаков контекст нели на таа фасада, што и дали ќе изгледа така, и се презентираат некакви си рендери на некакви си соби, кои што многу често камерата е извлечена и делува дека таа соба е многу поголема од колку што е, што на некој начин се лажат луѓето, нели, што купуваат и што продаваат. Кој е твоето мислење за рендерите како презентација? Неизбежни се факт. Меѓутоа, еве, кога некој човек сака да си купи стан, на што треба да внимава и кој совет ќе му го дадеш ти како архитект кога гледа нели некаков маркетинг материјал за стан? Па, рендерите како техника секако дека се неизбежни и ние во рамки на нашето биро ги користиме многу внимателно и мислам дека за различна намена постојат различен тип на рендери. Ние секогаш ги користиме за да можеме да го презентираме амбиентот на просторот кој што сакаме да го покажеме, или ги користиме за да ја покажеме идејата, и тие не секогаш се реални, односно користиме техники кои што се преклопуваат како колаж заедно со некој 3D модел. А тоа започна се од летната школа на која што бевме заедно, каде што Елија Зангелис беше предавач ментор, и уште тогаш многу рано јас имав прилика од Американ коледж да бидам учесник на таа архитектонска школа која што ја организира Кирил и Методи факултетот. Тогаш научив дека всушност колажите или сликите или визуализациите треба да ги издвоиш на елементи. Секој елемент да има одредено значење. Значи, ако постои пиштол во романот, да испука, така секој да има своја функција. И од тогаш научив многу внимателно да гледам на тие нешта и сме многу предпазливи како ги користиме рендерите. Во однос на комерцијалната употреба, да, се злоупотребуваат. Мислам дека подобро е да се чита цртежот, да може да се види пропорцијата на просторот, да може да се знае кои се, да кажеме, минимално пропишани димензии за простор за дневен боравок, за различни простори, и тука да може да се согледа вистинската димензија на самиот простор. Значи секогаш да се бара да се погледне технички цртеж, затоа што нормално со рендер може да се направи илузија на просторот, или тоа е симулација на некое, не знам, можда интериерно решение кое што по мене е многу лична работа. Дали сметаш дека е неопходно луѓето да консултираат архитект кога се во процесот на купување на стан, или сметаш дека може да го направат тоа и без да консултираат архитект? Па, можеби е неопходно да се направи консултација со остручен човек ако зградата не постои како физичка реалност. Значи, ако е во предпродажба, тогаш можеби мислиме дека можеме да согледаме како тоа ќе изгледа, но мислам дека не секој може тоа да го направи, така да веројатно ако постои како физичка стварност, тогаш мислам дека корисникот може да го искуси просторот. Јас секогаш викам, дури најнепријетно ми е кога некој близок пријател или човек ќе ме праша за совет, баш вака за стан или за, не знам, некој декор, затоа што по мене тоа е многу лична искуствена работа. И луѓето мислам дека треба да се охрабрат да го користат повеќе периферниот вид, односно да се препуштат на атмосферата, да се препуштат на сетилата, за да може да почувствуваат дали е тој
простор за нив или не. Да, минаку, не знам, сега, например, ова со стандардите, за жал, многу се намалуваат, пример, димензиите на спалните соби во новите згради кои што се градат, например, се 10 метри квадратни или, например, нема доволно простор за кревет, стандарден за плакар, а во цртежот тоа е се ставено, меѓутоа со некои намалени димензии. И сега, како да ја штитиме, да ги штитиме стандардите, како да ги загарантираме стандардите, затоа што сметам дека со продавање на тој тип на станови, луѓето се на некој начин изманипулирани, излажани и мислам дека според мене ова што го спомна, а многу ретко се спомнува, е дека влијае на расположението, на менталното здравје, на твојот живот, значи ти правиш одлука каде што децата ќе ти растат, каде што ќе ти се случи цел живот. Може би утре да ти се распадне бракот заради станот, например, не знам, мислам, многу се тие суштински битни работи, а луѓето ги омаловажуваат стандардите. Што мислите вие за тоа? Ќе ми дозволиш ли само малце да се вратам назад на тоа што го кажував претходно, за да не остане као недовршено. Значи, Ателје Ајвар после тоа прирасна во фирма. Ателје Ајвар е прва регистрирана фирма во Македонија, самостојна Македонија. Сме работеле, кажав, од прилike 25 конкурса, сме добивале многу награди, сме добивали и први, и втори, и трети. Меѓутоа, овие два што ги кажав се најзначајни и најголеми конкурси во тоа време на ниво на Југославија. Сега, од тука за изложбата кажав и убаво би било да направиме, се надевам дека ќе можеме тоа да направиме, пошто сите материјали ние ги чуваме. Во врска со ова прашање, ја малце ќе се надоврзам на Марија. Значи, рендерот е добар да му пружи представа на човекот кој, да кажеме, нема стручни познавања од архитектура, од градежништво. Меѓутоа, рендерот може да биде колку користен, толку и штетен. Затоа што со рендер можете да направите и малце да го измамите идниот корисник. Во врска со ова што се однесува до нормативите и до стандардите, тој момент многу се злоупотребува. Јас стално, пошто нели има нон-стоп реклами за продажба на станови, нови објекти и така натака, стално се чудам како успеале во толкав простор да сместат толкава содржина. Меѓутоа, не може дневна соба ширина 3 метра. Значи, има некои нормативи кои што мора да се почитуваат и што мора да бидат и као димензија и као квадратура. Меѓутоа, тоа би требало, таа улога на коректор на сето тоа би требало бидат нашите колеги кои ги одобруваат тие проекти. Затоа што Во општина. Па во општина ревизија не е само општина, имаме и ревизија на проекти. Да, добро. Не е само општина. Значи, постои од прошлиот век една многу убава книга, се вика Нойферт. И тамо се дадени сите димензии добиени на научна база, на база на истражувања и сите можни димензии. И ние тоа сме го знаеле као оче наш. Така е. Меѓутоа, не само тоа, него понатака кога сме почнале да работиме, постојал тој СИЗ за домување, кој воглавном бил главен инвеститор на проектирањето и кој после тоа ги расподелувал објектите на големата градежна оператива што сме имале тогаш. Они биле коректори на тоа и имале и се држале кон тие нормативи. Се знае дека не може еднокреветна соба да биде еднокреветна, помало од 9 квадрати, двокреветна 12 квадрати, родителска од 12 до 14 квадрати и така натака. Значи,
мора да се запазат тие нормативи ради тоа што она што го спомна е многу битно. Чувството е непријатно во таков простор кој е поддимензиониран. Да. И тоа е многу важно. А во однос на советување со архитект, ја би им препорачал на сите да се советуваат со архитект, затоа што, например, за секоја жалба и тужба се советуваат со адвокат и плаќаат за тоа. Сегде, ние дури и го донесовме уште 2004 година, овдека, правилникот од Чешка, кој ги имаше сите, класифицирано сите можни услуги од страна на архитект. Па имаше дури и консултација, која кошта толку и толку. Го знаете оној виц, или да кажам вистина, вика, на адвокатот му се обраќа клиентот, вика, господине, сум слушнал дека секое прашање кај вас е $100. Да, вика, кој е второто? Реално, ама само да прашам. Да. Ама ја само да прашам, Да. вие само да ми кажете овде и пола проект ќе... сме го правеле тоа. Да. Не сме ние таа средина, не сме можда ни тие луѓе. Да не кажам, многу се познаваме, многу имаме блиски. Меѓутоа, ја би им советувал заради тоа што стан се купува малтене еднаш. Ретки се тие што имаат можност да купат повеќе станови во животот, меѓутоа се купува еднаш. Треба стан кога се купува да се размислува не само за моменталната состојба, него треба да се размисли за некоја проекција за иднина. Каква би била таа проекција, да појасниме? Па таа би била проекција, значи, ако обично становите, по најголем број случаеви, ги купаат помлади луѓе кои почнуваат да формираат семејство, кои имаат некои планови за иднина, кои се веќе вработени или планираат да развијат свој приватен бизнис. Значи, како би било тоа? Тоа би било во смисол на развој на самата фамилија, на перцепција некоја во однос на тоа местото на живење, кај би сакале да живеат. Не мора да значи да биде тоа Скопје. Значи, може да биде било каде, кај што на некого му одговара, кај што може да има добра работа, кај што може да има добри услови, кај што може да има добар чист воздух и така натака. Така да. Така да, во зависност од тоа, значи плановите треба, а сите на некој начин ги имаме и сме ги имале, некој бар до некаде. И сега за развој на фамилијата, колку бројна и така натака. И во тој случај е добро да се консултираат со архитект, ако ништо друго. Затоа што моето мислење, не само моето мислење, него тоа е општо, дека архитектот не треба да биде само проектант на станот или на било што друго. Треба да биде едукатор. Вие треба да го едуцирате тој иден корисник на тој простор. Да му дадете некои смерници основни кои ќе му бидат, да кажеме, полезни. И у тој смисол јас сум за тоа дека е добро да се консултира, затоа што тоа е и да се плати. Нормално. Да. Тоа е некоја минимална инвестиција. Значи, која што го решава текот на целиот живот, која што може да ти на генерации, даде, која може да ти даде некоја перцепција, да ти отвори некои видици, да можеш ти, тоа е подобро за мене, или тоа во иднина ќе биде подобро за мене. Така да јас сум на тоа становиште дека тоа е добро. Да. Супер. Марија, кажи ми нешто повеќе за куќата во Велес, која што доби награда во Лјубљана. За колку члено семејство станува збор, кој беше принципот на начинот на кој што ја проектираше? Таа се наоѓа нели во близина на некој езеро? Да, на Велешко езеро. Да. Чист во терен на пат, така? Па делумно, да. Да. Раскажи ми го тоа искуство,
Колку беше ти поврзана со фамилијата во текот на процесот Да, може. Само прво исто ќе се навратам Да. на изложбата, мислам ќе се осврнам на таа изложба. Сите ја чекаме таа изложба. Така што ја чекаме. Затоа што се потсетив дека мислам, за време на целите мои студии, професорот Мартин Гулевски ми беше ветер во грб, мислам, како и на многу други студенти. Да, добар едукатор. Неговата способност да едуцира и да така вдахне љубов за архитектура, мислам дека така многу сум му должна нему. А исто и на колешките кои што тогаш ми беа асистентки, кои што ме вклучија во процес на работа на конкурси тогаш. Така е. И предпоставам Мартин многу те поддржал во тоа. Да, дури во 2018 година направивме една мала изложба, се викаше Бесконечна соба, беше во МКЦ. Тоа беше непосредно по завршувањето на мојот мастер. И мислам баш тимот кој што работевме на конкурси, баш така не сите на секој, меѓутоа комбинирано и тука било се случувало во една соба. Професорот Мартин Гулевски имаше воведен збор и се осврнуваше на изложбата и на нашата работа. Тој тогаш ја истакна важноста да се учествува на архитектонски конкурси, од тогаш не сме престанати. Значи обавезно не можам да ги избрам колку се, меѓутоа во просек годишно сигурно на 2 конкурси работиме. На 1-2 конкурси сигурно, што е Супер, и ја ве поддржувам во тоа. Ако сакате и некој пат ќе учествувам со вас, пошто сум работел со многу млади тимови. Да. Сега морам ја, пошто правиме малку и неформален муабет, може така, нели? Да. Ја постигнав целта си најдобно соработник. Само да ти кажам нешто во врска со она твое претходно што го кажа дека се трудиш да го прочистиш, да го на некој начин искристализираш решението. Тоа е многу важна работа и има една работа, малце да се пофалам, не ја, него така имаше и се уште има овако, дека ние сепак сме биле у некои одредени области визионери и сме иделе малце пред времето. Ние имавме една девиза која денеска стана многу модерна во архитектурата. Овие чувени биг ја промовираат, а ние тоа уште пред 40, да не кажам и повеќе години, го имавме тоа, го викавме помалце е поише или мање е више, а сега вика less is more. Less is more. Така да, тоа е многу битно. Значи, што е, да кажеме, почиста, поедноставна функција, конструкција, обликување, тоа е овакво, по мене, проектот поуспешен. Тоа се однесува и за дизајн, и за мебел, и за све се однесува. Да, дефинитивно сме на иста линија. Да. Тогаш, исто, бидејќи еден од конкурсите, една градинка во Хрватска, ја работевме под менторство на Крешимир Рогина, Пенезич и Рогина архитекти. Тој исто требаше да напише текст кој што ќе стои во каталог и ќе се осврне на тие неколку конкурси кои што беа. И кога го прочитавме текстот, беше многу двосмислен. Значи, не беше ни пофалба, меѓутоа беше дури на некој начин критика, затоа што ја нарече нашата архитектура cool backlight. И ја спореди со музиката на Cigarettes After Sex, кој што е бенд кој што има така една летаргична, неутрална, инструментална музика. И не бевме сигурни како се чувствуваме во врска со тоа, cool backlight. За подоцна тоа да стане насока која што сакам да ја задржам кога проектирам. Значи архитектурата да биде cool backlight или cool background, каде што архитектурата ќе се сврти кон индивидуалецот. И индивидуалецот ќе може да проектира кон надворешноста, а не обратно. Така што стојам зад тој тип на естетика и Сега во врска со однос инвеститор-проектант, предпоставувам ова што почна да го кажеш ме поведе кон тоа. Една од најбитните работи во проектирањето, поготово кога проектираш за некој конкретно, дали е тоа индивидуален објект, дали е тоа индивидуален работен простор, дали е тоа, не знам, внатрешно уредување, многу е битно да долго и за се разговара со инвеститорот. Не за да може се да се прифати,
него за да може да се осознае што на вистина него му треба и што е тоа што него би му се допаднало. И сега тука пак една мудрост од мојот поранешен директор, ја во Завод за урбанизам на РМ работев, ЗУМ, Звонко Никулски, еден ерудита, еден, што да кажам, 2 пати беше експерт на Обединети нации по 5 години, полиглот и така натака. Тој беше македонец или? Звонко Никулски, да. Да. Македонец. Да. Да. И он викаше вака: ја вика во Америка сум научил една работа. На инвеститорот не треба да му натураш идеи, него со инвеститорот во разговор треба да дојдеш до точка кога ти ќе го натераш да ти ја каже он твојата идеја тебе, као негова. Да. Што е многу битно. Не. Така да тоа се, да кажеме, некои мудрости кои човек треба да ги стекне со искуство. Меѓутоа, комуникацијата помеѓу инвеститори и проектанти е многу битна. Сега, знаете како, кај нас немаме баш многу. Најдобро е кога инвеститорот знае што сака, а кај нас тоа не е често случај. Софата Космос од брендот Чимо е нашиот избор на софа од форма нова. Оваа софа има едноставен дизајн без премногу штепови. Тоа ја прави лесна за комбинирање со различни типови на маси и останат мебел. Истата се отвора и затвора и се претвара во кревет. Достапна е во повеќе бои, меѓу кои розова боја, која нас ни остави особен впечаток. Вилата на Велешко езеро беше навистина неизмачен проект, поради тоа што диалогот течеше многу лесно со инвеститорот. Во смисла, тој знаеше дека сака да има приземна куќа, ја знаеше содржината внатре, а и јас бев запознаена со неговиот животен стил и како се неговите ритуали, како функционира, каков тип на личност е. Тој ми дозволи да си играм со просторот од аспект на волумени, висини. Таа е составена од повеќе волумени, кои што потоа се однесуваат како една целина, е на терен во пат. Се разбира, имаше градежно-конструктивни предизвици, бидејќи имаше високо ниво на подземни води и така натаму. Беше за мене прв проект кој што се реализираше, затоа што беше баш во 2019 година започна процесот на проектирање, беше многу долг, во смисла поради тоа што се случи COVID, имаше некои тековни препреки, меѓутоа навистина го следев од почеток до крај и постојано подлегнуваше на промени, меѓутоа првичната идеја беше нешто што се запази и тогаш имавме направено 2 или 3 визуализации во форма на колажи. Кога ги поставив на крај сликите со колажите, идејата беше таа. Колажите отсуствуваше материализација, беа целосно апстрактни, меѓутоа можеше да се препознае дека идејата е целосно останата, што ме прави многу многу среќна. И таа ми е еден од најдрагите проекти до сега. Браво. Не, одлична куќата и многу ми се допаѓа што некако ми личи како ти додека проектираш да го доживуваш мебелот како дел од зидовите. Да, Затоа што секогаш имаш вградени плакари, па кујната некако е некоја продолжување на делува како да ти со самите зидови диктираш каква ќе биде организацијата на мебелот внатре. И мислам дека завршуваш многу голем дел од работата, као буквално. Да, се провлекува тоа како принцип во проектирањето и баш и во тековните проекти е нешто што може да се види и да се препознае, затоа што многу често знаат да не прашаат дали работите и интериери, а јас сакам со својата архитектура да го наметнеме интериерот, затоа што тоа е нераскинлив дел, нели интериерот не се толку материјалите, колку што е просторноста и пропорциите, меѓутоа и да на некој начин не му дозволиш на инвеститорот да тргне во некоја друга насока која што не би била во склад со
целосниот објект. Да му дадеш пар основни смерници да не Точно. испадне некоја импровизација. Така, да. Многу е битно и тоа е факт дека секој архитект, поготово кога се работи за живење, за станување, за домување, секој архитект сака да дојде до крај. Тоа значи да го осмисли просторот и внатрешно, иако тоа не е класичен проект за интериер. Зашто класичен проект за интериер подразбира многу детали, многу, да кажеме, материјали, примена, избор и така натака. Меѓутоа, ова што сега го кажа Марија, тоа е нешто, значи, што кое ти го усмеруваш идниот корисник, на кој начин би го опремил он просторот. Што е многу важно. И за мене, еве, пошто зборувам и за тоа што би им кажал ја на помладиве генерации. Значи, без разлика дали проектираат, а особено за домување, шетајте низ просторот. Не можете да испроектирате добро простор ако не влезете мисловно во него и ако од внатре не го согледате. Има една работа што исто многу важна. Значи, тоа сум го научил уште на основи на проектирање. Сум имал добри професори и Михо Чакелја, кој тогаш ни предаваше основи на проектирање, му викаше вака. Значи, не можете да правите само функција и не можете да правите само обликување. Мора цело време паралелно тие две да ги на некој начин осмислувате и на крај да ги доведете во симбиоза. Ако направите само добра функција, од тука налепите една фасада која не едноставно не соодветствува со тоа што сте го предвиделе како функција, тој објект ќе биде неуспешен. Ако имате само добра фасада, тој ќе биде добар, може би за обични поминувачи, а нема да биде добар и корисен за тој што го употребува и го користи простор. Значи мора тука да се работи на овако. Да. Која е одговорноста, сега зашто спомнавте фасада, и затоа што, еве ги гледам фасадиве нови што се прават, една е сликата како рендер, втора е изведбата која што нормално паѓа надолу заради изборот на материјалите, техниките на изведба и така натаму. И нормално тука они си пресметуваат во, нели, со продажбата на становите, колку им се исплати нив да ја направат фасадата и дали има потреба уопшто да трошат енергија за фасадата. А во моментов становите во Скопје се поскапи од Солун и се слични, мислам, Будимпешта е слична цената, барем како што слушнав во некои предградија. Па не е баш, затоа што во некои предградија се споредуваат со центар, а центар со центар не е исто. Викале дека и со Виена, ама Виена имаше пред 20 години имаше 7000 евра квадрат у центар. Меѓутоа, која е одговорноста, што јас сметам дека зградите треба да имаат одговорност према градот, да имаат коректни фасади. Јас не велам дека тоа треба да биде не знам каква пластика, едноставно културна фасада. Сега во мојата глава тоа е една идеја, во твојата е друга, меѓутоа сите ќе се согласиме како архитекти, ова е добра фасада. Кога ќе видиме добра фасада, нели? Како би можело, мислам дека тоа моментално не е никако регулирано, како би можело тоа некако да го регулираме? Дали имате некаква идеја или искуство од некоја претходно време? Сега не знам, не сум баш сигурен дека може обликувањето надворешно на објектот да се регулира на некој начин. Меѓутоа, освен она што се дадени урбанистичките параметри, затоа што јас сметам дека урбанистичките параметри не се регулирани, па после тоа овако. Меѓутоа, има еден голем помак, бар за овој период од овие 30 години, затоа што, знаете како, порано, како граделе луѓето? Гледале, тие биле, да кажам, воглавном занаетли, и некои домаќини, некои, да кажеме овако, и гледале секој пат, ако ништо друго, бар за малце да ја направат подобра куќата од комшијата. Тоа
Тоа било некој параметар. Ако он направил нешто убаво, да ние направиме исто така убаво. Зашто реков има помак? Затоа што првиот ударен бран на тоа, да кажеме, пазарно стопанство и градежништво, има и денес такви. Да не давам примери сега, пошто еве ги гледаме по Скопје, кај што се прават касарни, кои се по мене бетер од оној соцреализам порано што се правел. Овако. Овие румунски кули се подобра архитектура од тие. Да. Меѓутоа има помак, што мене посебно ме радува. Тоа се нови млади архитекти, млади архитектонски тимови кои учат од тие што направиле нешто добро и се трудат да направат уште нешто подобро. Така да јас сметам дека овие понови објекти, поново изведени објекти, имаат релативно, да не кажам релативно, можда и не баш релативно, дури и висок стандард у однос на обликување, од однос на примена на материјали, во однос на еко и енергетска ефикасност. Така да тоа е нешто што едни од други полека сакаат нормално. Пак се враќаме на тоа да сум подобар од сега се надпреваруваат инвеститорите кои ќе направат што е позитивен тренд. Да, тоа било некоја народна логика, нели? Што е нормално. Секој пат некој сака малце нешто да направи подобро. Што за мене е многу позитивно, затоа што гледам дека иде у добар правец. Нормално тука и влијание, пошто сега интернетот свет е достапно, во моментот можеш да видиш во било кој дел на светот што и како е направено, дури и со кои материјали и што, така да е добро. Иако кај нас тоа се не е достапно. Сето од тоа не е достапно овдека. Има многу работи што не се достапни кај нас. Меѓутоа тоа како тренд мислам дека е охрабрувачко и мислам дека е добро. И во тој смисол да се изразам политички, нели, пошто овие вака така се изражуваат, ги поддржувам, не? Викам, многу ве поддржувам во таа намера. Така да, навистина мислам дека тоа би било е добар помак. Да. Ко кажувам тоа, во однос на 90-та, за овие 30 години. Да. Во почеток се гледаше само изиз да се задоволи статика, а какви се материјали, што се материјали, избор на материјали, уредување, прајање, обликување, тоа беше второстепено. А сега гледам дека и на тоа се придава големо значење. Да. Масата Circle Светло од Оска Холм е уникатна, рачно изработена маса од природен материјал дрво. Таа со своите ненаметливи димензии лесно се комбинира со софи од било која димензија. Со незината кружна форма, таа ги собира луѓето во центарот на збеднувањата или дневната соба. Кој е домот од соништата во 2024 година? Во 2024? Затоа што генерално во овие пак ја ќе се вратам за тие маркетинг кампањи секогаш или банките кога рекламираат кредити, сега ќе ви се оствари домот од соништата. Многу често се користи таа реченица и маркетиншки трик. Кој тој ме интересира домот, како тоа изгледа тој домот со соништата во оваа наша реалност нормално сега, нели? Да, па многу е субјективно сето тоа и можеби треба да се тргне од аспект кој што е приоритетен за корисникот во моментот, така чист воздух. Чист воздух е луксус, така што веројатно тој дом е некаде настрана од градските загадувања или приоритетот е да бидеш во градските случувања, па тој треба да биде тука. Домот од соништата, мислам дека ова што го спомнавме, што го зборувавме до сега, што можеби има некаков исчекор, треба да се трудиме да архитектурата е животна величина, а не толку многу физичка величина. Значи, дури во процесот на креирање како алатка многу често почнав да користам нешто што се вика модерно language design. Тоа е, мислам дека термин излезан од AI технологијата,
ама е нешто што сум го користела од претходно, односно да се напише текст за проектот пред да почнеш да го проектираш. И тој да биде водилка да го оствариш она што си го напишал. Кога влегувам, сакам да гледам низ процеп, низ отвор, низ стакло, не сакам да гледам во плакар или сакам да влезам во некој темен простор. Ова ми е поврзано со тоа што го спомна шета во станот. Мислам, Да, чисто на тоа и се надоврзувам. Да. Нели, сакам да влезам во некој темен простор како некој мистичен простор, па потоа да ми се отвори голем простор кој што ќе биде осветлен од горе или така, можда да се опише амбиентот пред да се почне да се проектира. И Тоа што викаш да се опише амбиентот пред да се проектира, има врска со она што пред малку го спомнав, дека предуслов за добар проект е добра програма. Без разлика дали е тоа конкурсни или не. Тоа е програмата, е фактички на опис на она што би требало да биде. Зависи сега од кои аспекти се е опфатено, меѓутоа тоа е тоа. Да. И многу е битно, затоа викам најдобро се работи со инвеститори кои знаат што сакаат, затоа што тие што знаат што сакаат, со нив можеш да ги искристализираш работите во обостран интерес и на проектантот и на инвеститорот. Затоа се случува често на конкурси да има и слични решенија, кога е многу добра објасната. Да. И се случува и бе исто го направиле како нас, ама тоа е затоа што тоа те алудирало текстот толку добро кога го прочиташ што те довело до таа идеја. Па јас сега само за пример да ви кажам дека тие програми што беа правени за тие општи југословенски конкурси, јавни конкурси, програмите беа припремани малтене од исто толку добри архитекти, ако не и подобри. Така е. Да. Од тие Мора што тие учествува. архитекти да веќе исцртале 20 конкурси за да спремат конкурс. Не сега може тоа се однесува на сето ова. Ја ако имаме време, сакам да кажам нешто во врска ова што рековме советот од архитект. Што по мене би требало да кажеме као можда приоритет да го имаат луѓето што купуваат стан. Као приоритет треба да имаат функцијата. Што значи функција? Добро решена функција дава можности за добар, удобен и пријатен престој во овако. Значи, имаше порано, тоа беа не само прописи, него тоа беше и начин на живење. Нормално, условите се сменети. Меѓутоа, некои глобални работи, сепариран дневен бучен дел од мирен спален дел, проветрување на просториите, ориентација на просторот, што помал се изгубени површини во однос на влези еден ходник, друг, па предпростор, па дегажман и така натака, кај што иде по 20% по некој пат на површината. Значи, тоа е многу битно, затоа што тоа го плаќа купецот. Дали му е тоа некој неискористен простор или е користен простор, ево, затоа имаме дневни соби по 15 квадрата, место да имаме по 24 квадрата, а во станот имаме ходници и неадекватни простори од 10-12 квадрата. Значи, проектот не е добар. Да. Значи, тоа е една од најважните работи. А она друго, све е, да кажеме, во границите на тоа на индивидуален избор. Локација, дали сака центар, гужва, дали сака негде по на периферија, помирно, по малце саобраќај, помалце загадено, дали сака помал стан, дали сака поголем стан, што му одговара, како мора. Меѓутоа, функцијата мора многу внимателно да ја изанализира. И затоа тука би ја предложил да има консултација со архитект. Обликувањето нормално. Секој би сакал да живее во некоја зграда што сепак нормално и убаво изгледа, не? Тоа тука не правам воопште прашање, не се поставува за тоа. Така да тоа е многу битно. Има уште една работа што ја дискутиравме ние со Марија за оваа претходнава годишна награда.
Значи, не се работи само за површина. Значи, површината е некој елемент математички изведен. Толку квадрати има. Меѓутоа, вториот елемент е просторноста. Во еден простор, кој може да има 50 квадрати, ако вие имате осет дека тој простор е знатно поголем, што фактички он не е во реалност, тоа значи дека тука постои некоја просторност, нешто што ви дава осет на поголем волумен, што ви дава осет на поголеми димензии. Тоа може да се постигне и со композиција на самиот простор, а може да се постигне и со интериерното уредување или па дури и наедноставно со колоритно решение на просторијата. Со поставување на керамички плочки во едно купатило може да се добие многу различен впечаток на тоа колкаво е купатилото. Значи, ако имате тесен простор, треба да го ширите. Визуелно, ако имате широк простор, треба да го стесните. Ако имате многу висок, да го скратите. Така да тука има. Тоа, мислам, ние архитектите имаме осет за тоа и тоа би требало. Меѓутоа, тоа го кажувам ради тоа што елементот на просторност е некој пат дури и поважен и позначаен од она дали има 2 плюс 3 квадрата повеќе или помалку. Да. Тука негде би завршувале со оваа епизода, иако имаме бесконечни муабети, теми за кои што можеме да... архитекти никој пат крај. Да. Марија, искрено размислува кога те слушам, сметам дека треба некако и да почнеш и во универзитет нешто да правиш, затоа што мислам дека можеш многу да инспирираш нови генерации на архитекти, веќе имаш некој искуство, не знам каков ти е планот, меѓутоа сметам дека би била одличен професор или не знам. Ти благодарам. Да, на плановите никогаш не име доста, секако сум размислувала и на таа тема. Ќе видиме како ќе не понесе понатаму случувањето. Па еве, има право Сара, не може секој да пренесе знаење. Да. И мислам дека многу е битно да пренесува некој што веќе има некое професионално искуство, затоа што многу често има луѓе кои што се на факултета немале допир со реалноста и малку е различен, не дека и тоа искуство не е добро и тој начин, меѓутоа ова е ти што го таа патека што ти ја водиш. Да. За мене истражувачкиот дел е нераскинлив од праксата, така што на еден или на друг начин, мислам, особено сега кога формалното образование некако... Мислам дека неформалното образование стапи на сила и дека секој може и да се заинтересира за дадена професија и да научи нови нешта и да смени професија. Така што во секој случај, мислам, секој треба да се потруди да делува неформално, така, да истражува и да едуцира ако има прилика за тоа. Сега мислам дека имаме доста прилика. Па сега што да кажам ја во врска со ова, дека архитект е таква професија што секој ден се учи нешто ново. И од секого се учи ново. Дури од еден најобичен мајстор, да кажам, пошто мајстори не се обични луѓе, тие се мајстори сепак. И од нив може многу да се научи. Апсолутно. А као што кажав она на почеток за професор Чакелја, па професор Чипан и така натака, тоа се плејада на едни стварно врвни професори. Они нас ни кажаа дека професија да се биде професија архитект, значи дека мора да бидеш свестрано образован. Малте не се да знаеш. Условно. Затоа што вика во праксата со толку разни проблеми ќе се сретнувате, да морате да имате познавања. Па ако земе, затоа ние сме имали и индустријски згради, и општествени згради, и стамбени згради, и не знам, здравство, не знам, стопански згради и така натака. Значи, не знаеш во одреден момент, тоест не знаеш, него тоа е нормално. Заложба, борба за работа, значи ти треба да имаш основни познавања и од здравство, и од, не знам, индустрија, и така натака, и така натака. Значи, малтене сите области на некој начин
да ги имаш бар на глобално ниво осознаено. И затоа викам ова за учење и за пренесување знаење, тоа е многу битно. И има право, добро те прочитала. Па ева, вие изложба, ти професорка, мислам дека сега веќе и си, мислам, повозрасна, можеш и да од таа перспектива да... Ви благодарам премногу, задоволство беше да се разговара со вас. Ќе разговараме во наредни прилики. Фала ти, Сара, уживав и јас. Фала, Сара. Опативме многу теми, некои ги оставивме така половично, али не е битно. Секој пат, да кажеме, има за што да се дискутира. Ова емисија е една ваква, може да биде само една тема, а ние пробавме на повеќе. Да. Така да, неисцрпни се муабетите со архитекти, поготово помеѓу колеги. Да, така е. Да.